Последен за збор е пријавен пратеникот Оливер Спасовски. Повелете. Благодарам. Подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитуван председателе на влада, почитувани граѓани. Денеска имаме една точка на дневен ред избор, односно две избор на нови членови на влада, министерот за здравство и заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. И секако дека тоа е обврска и на председателот на владата да се потполни составот на владата после случувањата и секако дека тоа е и одговорност пред македонските граѓани во однос на изборот на кандидатите, се со цел да сето она што во изминатиот период, предизборниот период, било еден од принципите, начини на делување, понуда која што била пред избирачите, да се реализира во текот на мандатниот период. И еве сега доаѓаме во ситуација повторно за промена на министерот за здравство и многу од коментарите во јавноста, кажувањата, пишувањата и така натаму, се дека може и најголемиот проблем на секторот здравство е токму промената на министрите многу често, за краток временски период и секако дека тоа е нешто што представува еден најголем проблем за државата, за граѓаните и како систем во кој што многу малку или скоро воопшто не се поместува во изминатите 30 години. Иако некој ќе рече дека да, има сигурно одреден напредок и е во право, бидејќи државата не е иста таа што била и 90-та година, ниту во 2025 година и така натаму, од година во година или во ден се менува. Председателот на владата во својот предлог или говор што го даде до собранието се повика на пораката за промени и барањата кои што граѓаните ги искажаа или нивниот став во однос на промените со тоа што се доби поддршка на тој концепт кој што го застапуваше токму сега владеачката ВМРО-ДПМН заедно со коалиционите партнери, влени, знам. Меѓутоа, ако зборуваме за промени, ако зборуваме за нова надеж, ако зборуваме за некаква нова енергија и сето тоа што се бара или се подразбира од страна на граѓаните во однос на овие пораки на промени, тогаш за мене не може да биде констатацијата исправна дека еден министер од владата која што ја предводеше Социјалдемократскиот сојуз до 2024 година може да биде надеж за промени и во 2025 година кога некој друг ја превзема и ја има власта во своји раце. И ако сите тие негативности, констатации, забелешки, критики и така натаму се упатуваат за времето на владењето на претходната власт, тогаш не гледам како можеме да ги доведеме во корелација или ако сакате да не ги доведеме во корелација истите кадровски решенија кои што биле тогаш, а денеска ги ставаме да бидат министри за здравство. Секако дека да, ако зборуваме за професионалниот бекграунд на Азир Алију, за тоа што се образувал, за тоа што придонал во науката и така натаму, во делот на
информатичката технологија, тука нема забелешки. И не може да се оспорува од тој аспект неговата биографија. Меѓутоа, сметам дека во овие моменти, посебно во состојба кога здравството се наоѓа во една лоша ситуација, ниту на подобро, затоа што пред се е човек кој што не го познава тој систем, човек кој што не може да се прикаже ниту како менаџер, затоа што и во говорот рече премиерот дека е потребно да се доведе менаџер на местото во здравство, а еден професор не може да биде и добар менаџер, или априори не значи дека ќе биде добар менаџер, посебно за еден сегмент кој што е исклучително важен, исклучително сензитивен. Понатаму, пораката за нов систем, исто така беше основата во однос на предлогот. Таа порака за нов систем исто така не може да се направи или да се пренесе со старо решение. Затоа што Азир Алију, повторно ќе напоменам, е министер кој што бил во владата до 2024 година, и сите забелешки кои што се дадени за таа влада, и сите оценки кои што ги правевте и вие како ВМРО-ДПМН или како председател на влада, и граѓаните и така натаму, еден дел од тие забелешки е и на Азир Алију. И во тој правец нов систем нема се додека не започнеме со нови вредности. Нов систем нема се додека не ги вклучиме луѓето кои што излегуваа во изминатиот период и даваа надеж, нова енергија и така натаму, преку нудење на одредени кадровски решенија, пред се на најголемата партија која што е на власт, затоа што еден сегмент како што е здравството, мислам дека најголемата одговорност треба и може да ја понесе и најголемата политичка партија која што ја предводи владата, и на тој начин да се покажат сите тие промени кои што ги имам. Понатаму, еве ќе цитирам еден пратеник на ВМРО-ДПМН кој што говорил при изборот на Азир Алију за член на владата во претходниот состав. Се работи за Љупчо Пренџов, кој ќе рече: дали е срам од јавноста, дали е срам од партиското членство, треба да си кажат самите зошто ниту еден од партијата која што ги предлага тројцата министри, се мисли на Алијанса, не излегува да ни каже кои се луѓето, која им биографијата, чии соработници биле, како напредувале во кариерата, кои се нивните квалитети. Молк. Од тој молк ќе ви стане јасно за тоа што се случува во Република Македонија, ќе ви стане јасно дека ова не е никаква европска опција, и ќе ви стане јасно дека на крајот влегува секој оној кој што може да ќари нешто за себе, за своите блиски и за својата партија. Сега, ако е и денеска на истиот тој став, тогаш многу нејасно е дали вие го превземате Азир Алију како еден од луѓето кој што не застапува европска опција и определен да биде дел од владата, или се бара една таква кохерентност. Понатаму, дали и понатаму се смета или имате сменето убедување дека секој кој што ќе влегува за да ќари нешто за себе, па веројатно ако не е Ѓока Транс, ќе биде, односно таму како се викаше, ќе биде некој си друг, според кажувањата на пратениците на ВМРО-ДПМН, и многу дека ќе направи нешто за својата партија. Искрено јас сега не верувам, заради тоа што не знам ни во која партија е. Денеска во една, утре во друга, денеска во едно крило, утре во друга, се променува, не се променува и така натаму. Така да, мислам дека и ова јасно говори дека не можеме ништо повеќе да очекуваме од
новиот министер за здравство, кој што практично денеска треба да го превземе раководењето на ова министерство. Понатаму, исто сметам дека ставот дека огледалото кое што пука, така како што ни кажа председателот на владата за секторот здравство, не може да го состави човекот кој што воопшто не бил дел од еден таков систем. Затоа што за да раководите со системот на здравство, треба да се познава тој систем во неговата срж. И јас сметам дека постојат низа на експерти, луѓе кои што се од областа, кои што многу добро ја знаат целата ова состојба и дека ќе можат многу повеќе да придонесат во овој дел. Ако единствената намера, барем од тоа што се кажа, дека ќе се насочи кон дигитализацијата, кон воспоставување на систем, мерки и така натаму, кои што би биле многу поефикасни во делот на здравственото осигурување и дека неговата експертиза во тој дел ќе се искористи, тоа ќе го ставиме на времето да видиме и да се покаже дали тоа ќе може да го направи човек кој што е надвор од системот и кој што само ќе се занимава со дигитализација, за да не се доведеме во ситуација како еден поранешен министер што почна да прави операции, се сеќавате за кој министер, исто така предложен од ВМРО-ДПМНЕ, нешто може да прави и операции преку роботи и така натаму, и тоа не беше ништо страно или не е ништо страно за ВМРО-ДПМНЕ. Понатаму, сакам да искоментирам и констатацијата која што беше исто така во предлогот упатена до Собранието, дека на овој начин ќе се пресече врската помеѓу политиката и здравството. Ова можеме да го прифатиме како констатација, ако денеска имавме состојба во која што некој виден експерт од областа, ценет професор на медицинскиот факултет, од делот на здравство и така натаму, кој што не припаѓа на ниту една политичка партија, и ако беше понуден како решение излезно во оваа ситуација и како човек кој што ќе може да направи многу повеќе неоптеретен или необременет со политика пред Собранието и пред македонските граѓани. Меѓутоа, да ни се понуди Азир Алију за министер за здравство и да ни се каже дека на тој начин ќе се прекине врската помеѓу политиката и здравството, тоа нема никаква логика. Човек кој што бил советник на Никола Груевски на времето, човекот кој што бил министер во владата на Ковачевски, човекот кој што цело време бил дел од Алијанса на албанците, одеднаш да биде човекот кој што ќе ја прекине врската помеѓу политиката и здравството. Јас би сакал навистина да се случи тоа, да го видиме тоа и ако е така, тоаш ќе можеме да бараме и други кандидати од таков ранг кои што биде во повеќе влади и да на тој начин ги прекинеме врските помеѓу политиката и соодветниот ресор, без разлика дали е тоа здравство, дали е образование и така натаму и така натаму. И на крајот само кратко во однос на тоа дека минатиот период се упатуваа многу критики, посебно во времето на владата на Социјалдемократскиот сојуз, дека албанските партии земале многу од колачот, дека се делат позиции така натаму незаслужено, дека не треба толку да се даде, а тоа се прави за да се чува власта и така натаму. И денеска кога ВМРО-ДПМНЕ има 58 пратеници, а кога вреди како политичка партија се намалува со број на пратеници, еве сега гледаме колку се 9-10 во салата, тогаш
логично се поставува прашањето зошто ВМРО ДПМН не го зема мандатот и да раководи со здравство, отколку да го остави повторно на вреди. Тоа значи дека токму некој друг одлучува во однос на овие